Посетителите на Националниот музеј на глувиот живот во Вашингтон можат да видат огромна колекција на уметнички дела, списи, текстови, фотографии и секојдневни предмети кои ја рефлектираат културата и наследството на глувите и на глувите луѓе во текот на многу децении. Меридит Перузи е директорка на музеот. Нашата мисија е да комуницираме за животот, заедницата, културата и јазикот на глувите и да ги пренесеме овие информации и на глувата и на публиката што слуша. Музеот се наоѓа во кампусот на Универзитетот Галудет, основан во 1864 година во Вашингтон. Учењето се одвива на американски знаковен јазик, како и на англиски. Една од најголемите музејски збирки е посветена на историјата на Универзитетот Галудет. Музеот има и изложби со кои посетителите кои се слепи или слепи и глуви можат да комуницираат. Една од најпопуларните има раце што прават гестови со знаковен јазик. Перузи посочува и уникатно звонче. Пред да имаме струја, светлина, звончиња, мораше да има начин да тропнеме на нечија врата, да предупредиме некој дека сте таму за да го видите. Првично имавме многу уникатен тип на звонче за врата, кое наместо да создадеше звук, креираше значителни вибрации. Пандемијата на COVID-19 ги направи животите на глувите и на глувите луѓе особено предизвикувачки. Широката употреба на маски за лице, например, го невозможи читањето од усни. Перузи вели дека платформите за видеоконференции како Zoom и Skype го отежнале користењето на знаковен јазик. Тоа беше многу поинакво искуство за заедницата на глувите. И како историчари, свативме дека навистина е исто со пандемијата на грип од 1918 година. Во моментов има над 1500 студенти на Универзитетот Галудет. Американскиот председател Абрахам Линколн го потпиша законот со кој беше основано училиштето пред речиси 160 години.